Поради неплатени долгови за електрична енергија кон Евана од 2008 година па до денес во висина од околу 10 милиони денари. 5 населени места во општина Кривогаштани со околу 5000 жители, повеќе од една недела се без вода. Евана им ги исклучила пумпните станици во селото Славеј. Во последниве неколку месеци тоа се случило 4 пати. Директорот на јавното предпријатие Пелагонија вели дека имаат блокирана сметка од 2015 година поради овој долг. На Евана им понудиле да го вратат долгот на рати од по 100.000 денари месечно, но Евана им барале по околу 170.000. Во 21 век водата не треба да му се забранува на луѓето, тоа е уставно право, елементарно право на живот. Овој земјоделски крај, што луѓето работат цел ден в поле на 40 степени и кои ќе дојдат дома, не може да се измија ни раце, не само што се исклучени пумпните станици во село Славеј, двете пумпни станици, исклучена е прочистителната станица во Кривогаштани. Исто така имаме и прочистителна станица во село Славеј. Со самото исклучување на електричната енергија, отпадните води остануваат во шахтите и претекува на патот на шахтите. Тоа е извор на зараза. Од ЈП Пелагонија вела дека нивниот месечен приход е околу 450.000 денари и скоро целиот одел за минимални плати за 11 вработени. Општината исто така има блокирана сметка, а за помош ги одбиле и од државата, од каде им рекле дека оваа година не може да им помогнат финансиски. Од друга страна, од ЈП Пелагонија вела дека овие се застарени долгови кои што не може да се наплатат. И бараме спогодба од 2018, мислам септември, до 2023. Значи сега извршниве поборувањава што имаат доверителите, ако застара од 5 години повеќе, нема право да ги поборува. И јас ако склучам договор сега на поборување од 2008, 2015 година или 12-13 назад, правам груба грешка затоа што предпријатието го носам во уште потешка ситуација. Лути на целата ситуација се и жителите кои за вода се снаоѓаат со домашни бунари и хидрофори. И мора да се презема некои мерки да се среди ова. Не може вака. Не може на 10 дена да нема вода. 10 дена има, 10 дена нема, притисок нема да се наполни ни соларно, ни има вода некојаш да се измиеш. Значи катастрофа е. Ко да ви кажам како во 40-та, во 50-та година ко немале со црпки што се мијале народо, така сега. Тешко на луѓето, тешко на народот. Ситуацијата со водата е, значи нема, треба да се презема некои мерки, прибидејќи секој втор ден вода нема. Од Евана пак вела дека се работело за поголем долг направен во периодот над една деценија, а предпријатието во последните неколку години речиси да немало платено ниту една фактура за потрошена електрична енергија. Им понудиле да го плаќаат долгот на рати, но тие одбиле. За сега останува нејасно кој и како ќе ја реши оваа ситуација, каде што најголема штета трпат граѓаните.